Стандардното ниво на радиација во затворената нуклеарна централа Чернобил е зголемено за 7 пати, соопштува Украинската државна агенција за управување со зоната. Украина ја загуби контролата врз системот пред речиси 3 дена. Најновите податоци покажуваат дека стапката на абсорбирана доза на сензорот во близина на складиштето за радиоактивен отпад е надмината 7 пати. На оваа тема малку подетално ќе разговараме со професор доктор Ламбе Барандовски на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје. И темата е дали е можно изгаснат оган повторно да се разгори. Ја паметиме 1986 година. Добро утро, професоре. Добро утро, ме слушате? Ве слушаме и ве гледаме. Одлично, се надевам и вие нас, исто така. Да. Во продолжение малку по-детално бараме одговори на оваа тема која што навистина целиот свет е во прашалници. Гледам дека многу се пишува за оваа тема, а последните известувања се дека радиацијата за 7 пати, ние чинам кога зборувавме, беше за некои 3 пати зголемена, а сега веќе имаме за 2 дена после тоа за 7 пати зголемена радиација. Што значи тоа? Благодарам најпрвен за поканата за гостување во Македонската телевизија и поздрав до сите гледачи на Македонската телевизија. Најпрви накратко би објаснил што представува Чернобил. Тоа представува затворена нуклеарна централа која во 26. април 1986 година претрпи хаварија, односно се случи топење на реакторот број 4, кој произведуваше електрична енергија како резултат на еден неуспешен експеримент. Тогаш дојде до големо ослободување на радиоактивен материјал во атмосферата, меѓутоа со брза реакција на тогашкиот Советски сојуз беше затворен реакторот, а после врз тоа беше изградена така наречена купола или саркофаг, со кој се спречи понатамошното изливање на радиоактивен материјал во атмосферата и во близина на нуклеарната централа. Радиоактивниот облак најпрвен ги покри Украина, делови од Русија и Белорусија, меѓутоа подоцна беше почувствуван по цела Европа. Денес таму покрај четвртиот реактор постојат уште 3 други затворени реактори, како и делови од нуклеарното гориво кое е таму користено и се чува и е складирано во тој комплекс на нуклеарната централа. На 24 овој месец нуклеарното регулаторно тело на Украина извести Меѓународната агенција за атомска енергија дека е загубена контролата врз централата и дека руските сили презеле контрола врз централата и дека делумно е зголемено интензитетот на гама зрачење или абсорбираната доза која може да се измери во близина на централата. Меѓутоа, дел од медиумите, светските медиуми, предпоставувам водејќи се да објават што по-сензационални вести, го прескокнаа делот каде што украинскиот регулатор објаснува што би можело да биде причината за таквата ситуација, а тоа е зголемената ресуспензија на честички од земјата во воздух. Имено, во 1986 година, кога настана хаваријата, во воздухот беа емитирани голем број на радиоактивни субстанции, за среќа најголем дел од нив со краток период на полуживот, денес тие не се присутни, меѓутоа покрај овие субстанции со краток елементи со краток период на полураспад беа емитирани и цезиум 137 и стронциум 90 кои имаат период на полураспад од приближно 30 години. Дел од овие субстанции и денес се наоѓаат во тлото во близината на нуклеарната централа и евентуални поголеми активности кои се случуваат во близина на оваа централа, како што е движењето на
армиски возила и механизација може да доведе до емисија на поголеми количества прашина во воздухот, што би значило и се одразило на брзината на доза на јонизирачко зрачење измерена во воздухот. Имено, на 25 февруари Меѓународната агенција за атомска енергија објави дека забележано мало зголемување на абсорбираната доза, не наведувајќи каде се направени мерењата, меѓутоа сето тоа се смета дека во граници на она што е нормално за областа на Чернобил, односно зоната во која се наоѓа нуклеарната централа. Дали се во ова што го објаснивте во продолжение сметате дека е причината зошто беше една од, може да кажем, областите која што прва, може да кажеме, беше на удар за да се заземе од страна на руските вооружени сили? Добро, моите познавања од војната тактика се скоро никакви, меѓутоа треба да се земе во предвид каде се наоѓа Чернобилската зона, градот Чернобил и нуклеарната централа, која се наоѓа на самата граница со Белорусија и представува и целиот комплекс се наоѓа во голема близина на градот Киев. Предпоставувам дека тоа е причината поради која оваа нуклеарна централа беше заземена од руските сили, а втората причина предпоставувам дека безбедноста на оваа зона, која се наоѓа околу централата во Чернобил, е од особено значење не само за Украина, Русија, туку и за целиот свет. Оние вести кои протекоа од државната руска телевизија беше дека во овој момент безбедноста е гарантирана и од украинските и од руските сили. И дека работата во оваа зона продолжува да се одвива непречено. Во контекст на сево ова, Советот на гувернери на Агенцијата на Обединетите нации за нуклеарна енергија свика во среда итна седница поради агресијата врз Украина, која што, впрочем, и за тоа би зборувале во продолжение. Украина има и 4 нуклеарни централи и огромни складишта за нуклеарен отпад, но главна тема ќе биде и Чернобил. Ајде малку, ако велите дека нема простор за грижа, кога е во прашање Чернобил, зашто има простор за грижа? Оти сепак Украина има 4 нуклеарни централи и огромни, веќе ги напоминавте, складишта за нуклеарен отпад. За состанокот не сум информиран дека ќе се одржи во среда, меѓутоа ова е најнова информација. Украина поседува 4 нуклеарни електрани со вкупно 15 реактори, како што е познато, Украина повеќе од 50% од својата електрична енергија добива од нуклеарните централи. Имено од директорот на Меѓународната агенција за атомска енергија, Рафаел Маријано Гроси, потенцираше во последните соопштенија кои беа издадени од агенцијата дека од особено значење да се овозможи непречена работа на овие нуклеарни централи, што до вчерашниот ден беше и потврдено од украинскиот регулатор, дека 4 централи работат непречено и во моментов нема действија во нивна близина. 2 од овие централи се сместени во јужниот дел на Украина, додека 2 се во западниот дел на Украина. Имено, според одлуката од 2009 година донесена на Генералното собрание на Меѓународната агенција за атомска енергија, секој напад врз нуклеарна потпика или предпријатие koje се занимава со нуклеарна енергија за мирнодопски цели представува кршење на повелбата на Обединети нации, кршење на меѓународното право, како и статутот на Меѓународната агенција. Оваа повелба имаат подпишано сите земји членки на Меѓународната агенција, така да искрено не верувам дека би дошло до нејзино кршење. Иако, нели секогаш постои опасност за евентуално оштетување на ваквите постројки, со оглед на фактот дека
на таа територија се водат одредени воени действија. Професоре, зборувавме кога се подготвувавме за ова интервју дека изминатите 35 години никој не е стапнал буквално во ова на Чернобил, на неактивната затворена нуклеарна централа, и зборувавме дека наназад години имаше еден документарец за случувањата токму таму во Чернобил и дека тој е обвиен од флора и од фауна. И дека навистина едно живописно издание можевме да видиме. И сега колку е ова контрадикторно ако се навратиме пред 35 години, и на крај решивме дека ќе го завршиме разговорот со тоа што ќе ве прашам, можно ли е изгаснат оган повторно да разгори? Значи, многу работи се промени од нуклеарната катастрофа во 1986 година. Тогашниот Советски сојуз потроши огромни средства со цел да врати дел од областа во првобитната состојба. Колку тоа е успеано, може да се дискутира пошироко. Треба да споменам дека во 2016 година со помош на Европската банка за развој изградена е дополнителна заштитна купола, може да се види од овие кадри, врз саркофагот со цел дополнителна заштита од тоа што вие го велите изгаснат оган. Под саркофагот има огромни количества на радиоактивен материјал, се претпоставува дека се 16 тони на ураниум и плутониум, уште 210 тони од друг радиоактивен материјал. Овој изгаснат оган постојат контрадикторни информации за тоа дали и кога би можел да се запре, меѓутоа не верувам дека би постоел некој кој би извршил намерно оштетување или евентуално прекин на работата, иако е тоа затворено предпријатие, сепак таму се одвиваат активности на раскопување на реакторите. Значи, не верувам дека би постоил човек кој би решил да евентуално изврши некакви действија врз ова постројка. Професоре Барандовски, ви благодарам за издвоеното време, за кусата анализа која што имавме можност со вас да ја погледнеме и да ја слушнеме, и она што е важно и се согласуваме во истото е дека не веруваме дека, знаејќи ги сите овие податоци, некој би сакал да разгори нешто што одамна е затворено. Ви благодарам. Уште би додал дека преговорите кои се надевам дека денес ќе бидат успешни и ќе се вратиме кон она што е нормала, се водат токму во близина на местото Припјат, кое се користеше како живеалиште за најголем дел од вработените во Чернобил. Се надевам дека денес ќе имаме поубави вести од она што беа претходните денови. Ви благодариме, професоре, се надеваме дека бар ќе имаме еден исчекор на позитивни вести кои што ќе следат во наредните денови додека траат преговорите. Разговаравме со професорот доктор Ламбе Барандовски од Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет.